Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги пријатели, драги гледачи, средечен поздрав од студиото на Адвентистичко радио Глас на надеж од Каладрици. Започнуваме нашата утринска програма Извор на надеж, емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. Ова емисија може да пронајдете и сите останати емисии на нашиот YouTube канал Адвентистичко радио Глас на надежта. Денеска би сакал да кажам неколку воведни зборови за мудроста и водството. Мудроста е дар кој треба да го бараме секако, тој дар од Господа. Таа не е само знаење, туку способност да се примени Божјиот збор за да се живее праведно. Мудриот Соломон многу зборува за мудроста. Еве што кажува во Пословици, 3 глава, во 5 и во 6 стих. Имај му доверба на Господа од се срце и не подпирај се на својот разум. Во сите своји патишта признај го и тој ќе ти ги исправи патеките. Навистина, мудри зборови. Имај му доверба на Господа од се срце и да не се подпираме на својот ум, на својот разум. Во сите своји патишта признај го Бога и тој ќе ти ги исправи патеките. На друго место вели Соломон, на човекот некогаш патот му изгледа добар, а крајот му оди во смрт или во лоши работи. Така да, нека и во овој ден кој е пред нас, почитувани пријатели, нашиот животен пат да го предадеме во Божји раце. Секако на тој пат ќе има и дупки, ќе има и проблеми, ќе има и камења и трња, но ќе има и мрак, што се вели, и затоа запишал царот Давид во Псалом 119:105 како да го осветлиме нашиот животен пат. Еве што вели: Твоето слово е светилка за нозете мои и светлина за патеката моја. Библијата е тоа светило кој може да го осветли нашиот животен пат, пат кој понекогаш знае да биде темен, мрачен, исполнет со грижи, со проблеми, со неизвестности, меѓутоа Бог сака да биде тоа наше светило кој ќе го осветли тој наш пат. Понатаму, мудриот Јаков, апостол Јаков вели во 1 глава во 5 стих: ако на некој од вас му недостасува мудрост, нека го моли Бога, кој ќе му дава на сите изобилно и без прекор ќе му биде дадена. Навистина, таа мудрост доаѓа од небото. Ако бараме мудрост, Господ ќе ни даде и ќе го осветли нашиот животен пат. Нека Господ не чува и води денеска и нека го осветли нашиот животен пат. Продолжуваме со нашата програма. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и простини ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Љубов Божја толку силна, света и возвишена, доаѓа од Спасителот, чиста сите времиња. Тој ке ми отвори врата, јас да влезам златен град. За мене на крстот умре, кревот
го плати тој. Срцето ми беше болно, рането од кревот мој. Лек за мене Исус има, тој го слуша гласот мој. Тој ке ми отвори врата, јас да влезам в златен град. За мене на крстот умре, кревот мој го плати тој. Трпливо до крај ке чекам, додека не дојде спас. Кај што преку цела вечност со него ке бидам јас. Тој ке ми отвори врата, јас да влезам в златен град. За мене на крстот умре, кревот мој го плати тој. За мене на крстот умре, гревот мој го плати тој. Испраќањето и враќањето на 70 ученици. Исусовата благодарствена молитва кон Отецот. Парабола за милостивиот самарјанин. Марија и Марта. Само едно е потребно. Глава 10. Потоа Господ избра и други 70 ученици и ги испрати пред себе по двајца во секој град и место каде што и сам сакаше да оди. И им рече: Жетвата е голема, а работници се малку. Затоа молете го Господарот од жетвата да испрати работници на жетвата своја. Одете. Ете, јас ве праќам како јаганца меѓу волци. Не носете со себе ни ќесе, ни торба, ниту обувки и никого патем не поздравувајте. И во која куќа ќе влезете, прво кажете мир на таа куќа. Па, ако биде таму синот на мирот, вашиот мир ќе остане на него. Ако не, тој ќе се врати во вас. И во таа куќа останете, јадете и пиете што ќе ви дадат, зашто работникот ја заслужува својата награда. Не преоѓајте од куќа в куќа. И во кој град влезете и ве примат, јадете што ќе ви принесат пред вас. Лекувајте ги болните што се во него и говорете им: се приближи до вас Царството Божјо. А во кој пак град влезете и не ве примат, излезете по раскрсниците негови и кажете: и правото од вашиот град што се прилепил на нас, ви го истресуваме, но знајте го ова, дека се приближи до вас Царството Божјо. Ви велам дека во оној ден на Содом ќе му биде полесно отколку на тој град. Тешко тебе, Хоразине, тешко тебе, Вицаидо, оти ако во Тир и Сидон се беа извршиле чудесата што стана кај вас, тие одамна седејќи во вреки и пепел ќе се беа покајале. Но на Тир и Сидон ќе им биде полесно на судот отколку вам. И ти, Капернауме, што си се издигнал до небото, до пеколот ќе паднеш. Кој ве слуша вас, мене ме слуша. И кој се откажува од вас, од мене се откажува. А кој се откажува од мене, се откажува од оној што ме пратил. Се вратија пак 70 со радост и велеа: Господи, во Твое име и бесовите ни се покоруваат. А он им рече: Го видов сатаната дека падна од небото како молња. Еве ви давам власт да настапувате на змии и скорпии и на секаква непријателска сила, и ништо нема да ве повреди. Но не радувајте се на тоа дека духовите ви се покоруваат, а радувајте се што се имињата ваши напишани на небесата. Во тој час
Се возрадува Исус во духот и рече: Те прославувам, Оче, Господи на небото и на земјата, оти си го сокрил ова од мудрите и разумните, а си го открил на простите. Така е, оти таква беше волјата Твоја. Па откако се сврти кон учениците, им рече: Се ми е предадено од мојот Отец, и кој е Синот не знае никој, освен Отецот, и кој е Отецот не знае никој, освен Синот, и кому што сака Синот да му открие. И кога се обрна кон учениците, им рече тивко: Блажени се очите кои го гледаат ова што го гледате вие, зашто ви велам, многу пророци и цареви сакаат да видат што гледате вие, и не видоа, и да чујат што слушате вие, и не чуја. И ете стана еден законик и искушувајќи го рече: Учителе, што да направам за да добијам живот вечен? А он му рече: Што е напишано во законот? Како читаш? Тој одговори и рече: Возлюби го Господа, твојот Бог, со сето свое срце, со сета своја душа, со сета своја сила и со сите своји помисли, и својот ближен како себе си. Му кажа пак: Добро одговори. Тоа прави го и ќе бидеш жив. Но тој, сакајќи да се оправда, му рече на Исуса: А кој е мојот ближен? Исус му одговори и рече: Еден човек слегуваше од Ерусалим во Ерихон и сретна разбойници кои го соблекоа и му направија рани и си отидоа, оставајќи го полумртов. Во тоа време слегуваше по тој пат еден свештеник и кога го виде си заминен. Исто така и еден левит, кога дојде на тоа место, се приближи, погледна и си отиде. Еден пак самарјанин, кој патуваше, кога дојде до него, го виде и се сожали. И кога се приближи, му ги трева за раните, поливајќи го со еле и со вино. Па, откако го качи на добитокот свој, го однесе во гостилница и се погрижи за него. А утредента, на кинисување, извади 2 динарија, му ги даде на гостилничарот и му рече: Припази го, а ако потрошиш нешто повеќе, кога ќе се вратам, ќе ти платам. Кој пак од тие тројца ти се чини дека му беше ближен на оној што падна во рацете на разбойниците? А тој одговори: Оној што му направи милост. Исус му рече: Оди и ти прави така. И кога одеа, влезе он во едно село. Една жена по име Марта го прими во својот дом. А таа имаше сестра по име Марија, која седна при нозете Исусови и го слушаше словото негово. Марта се беше пак зафатила со многу работи и кога застана рече: Господи, зар не ќеш да знаеш дека сестра ми ме остави да служам сама? Кажи и да ми помогне. А Исус ја одговори и рече: Марто, Марто, ти се грижиш и се трудиш за многу работи, но само едно е потребно. Марија го избра добриот дел кој нема да и се одсеме. Ти си ми сила штом сум слаб, ти си ми заштита од зло, ти си ми се баш се. Ме подигаш кога паѓам јас, ме полниш со надеж тежок час, ти си ми се баш се. Ти си ми сила штом сум слаб, ти си ми заштита од зло, ти си ми се баш се. Ме подигаш кога паѓам јас, ме полниш со надеж тежок час, ти си ми се баш се. Ти ми го прости мојот грех, ми даде нов живот, радост цел, ти си ми се баш се.
Почитувани пријатели, продолжуваме со нашата емисија со тема под наслов Ангел отпадник. Библијата кажува дека сатаната постои дури кога не бил сатана. Тој е создаден во вечноста. Тој не бил создаден како ѓавол, туку како еден прекрасен ангел. Но во еден момент, во еден миг би рекол, кај него нешто се случило во неговиот ум и пошел да размислува негативно и да шири една омраза кон Господа преку сите ангели со кои тој имал контакт. И затоа Исус кажува во Евангелието според Лука во 10 глава во 18 стих: го видов сатаната дека падна од небото како молња. Тој момент кога бил исфрлен сатаната од небото заедно со неговите симпатизери или оние кои застанале на негова страна. За паѓањето на тој голем ангел, најголем ангел, кажува и апостол Јован во последната книга Откровение 12 глава 9 стих, кај што вели: и беше исфрлен големиот змеј, старата змија наречена ѓавол и сатана, која мами целата вселена, беше соборен на земјата и заедно со него и ангелите негови беа исфрлени. Инаку да спомнам, почитувани пријатели, сатаната бил славно суштество, создаден како и другите ангели. Поради неговата величествена појава, пророкот Исаја го нарекува син на зората и Луцифер. Неговото тајанствено и би рекол необјаснливо паѓање го натерало пророкот да се запраша со овие зборови: како падна ти од небото, Давиде, сине на зората, се разби од земјата ти кој ги угнетуваше народите. Тоа го пишува во Исаја 14:12. Значи, заедно со сатаната паднали или биле отстранити и една група на ангели или многу ангели што не се покоруваа на своето начелство и го напуштија своето живеалиште, пишува апостол Јуда во неговото послание во Јуда 6 стих. Значи, едноставно на небото дошло до војна, расцеп меѓу ангелите, драма во вселената. Но зошто овој силен ангел, носител на светлина, звезда Деница е наречен, паднал од небото на земјата и станал сатана или ѓавол? Во Библијата наоѓаме некаде околу 40 имења за сатаната. Замислете, 40 имења или тие епитети кои укажуваат на неговиот карактер. Например, ѓаволот е наречен непријател, озборувач Велзевул, кнез кој владе во ветерот и така натаму. Сатана во наш превод значи противник, додека ѓавол значи озборувач или клеветник. Тој исто така е измамник, човекоубиец и од почеток, вели апостол Јован во 8 глава во 44 стих, е наречен лажливец и татко на лагата. И сега да се запрашаме како дошло до тоа да тој ангел да стане ѓавол, од светлина да се претвори во темнина. Одговор наоѓаме во следниот текст во книгата на пророк Исаија, 14 глава, 13 и 14 стих, вака пишува: во срцето свое си велеше, ќе се искачам на небото, ќе го издигнам престолот свој погоре од звездите небесни и ќе седнам на гората, на соборот на боговите, на крајот од северот, ќе се искачам до висините на облаците, ќе бидам сличен со Севишниот. Гледате, почитувани, овие зборови укажуваат на неговата внатрешност, на неговите мисли, на неговиот карактер, на неговата желба Луцифер да добие власт, да се изедначи со Бога, со Создател, дури да биде над него. Значи, во овој план за усвојување на вселената е рекол 5 пати едно по друго: јас ќе направам, јас ќе се искачам и така натаму. Значи, на крилјата на својата горделивост сакал да летне над звездите, над звездените облаци и да се изедначи со Севишниот. На вратата на Божјото царство, би рекол, затропал гревот за прв пат во историјата на вселената. Тоа бил страшен предизвик и за Бога, за Отецот на љубовта, на милоста и мирот. Војските на небесните ангели, би рекол, се вознемирили или биле вознемирени. Преврзниците на сатаната ги извадиле, може да кажеме, символично сјајните мачеви, односно мечеви на својата висока интелигенција за борба против својот творец. Така почнала
војната на ангелите во вселената. Немало крв секако, но ова војна ги однела и своите први жртви. И вели апостол Јован во Откровение 12 глава: и настана војна на небото. Михаел и неговите ангели војува против змевот, а змевот и неговите ангели војува против нив, но беа поразени и за нив веќе не се најде на место на небото. Откровение 12 глава 7 и 8 стих. Значи, наместо да се вивне над небесата, овој ангел, сатаната, односно Луцифер, паднал на земјата и од колепката направил пекол во дното, би рекол, на јамата. И затоа пророк Исаја, ако читате во 14 глава од 15 до 70 стих, продолжува со символично објаснување во што се претворил Луцифер. Историјата, драги пријатели, на светот зборува дека желбата за власт предизвикува неопишани разурнување, крвопролевање, рани и на крајот смрт. Ако нема ѓавол, тогаш кој е одговорен, може би ќе се запрашате, за сето зло и страдање, за војните и гробишата по сета земја. Овој невидлив жител на земјата себе се смета денеска, на жалост, за поглавар и кнез на големиот сојуз на управителите на темнината од овој век против поднебесните духови на злобта, пишува апостол Павле во Ефесијаните 6:12. Значи, денеска причинител за сите катастрофи, за сето зло, би рекол, е ѓаволот, а не Бог. Овие вселенски злосторници, значи сатаната заедно со своите демони, активно учествуваат во сите негативни светски настани, како и во однесувањето на поединците. Нивното силно влијание е одговорно за уништување денеска на многу народи. Затоа апостол Павле кажува во Ефесијаните 6 глава во 11 и во 12 стих: облечете се во сето оружје Божјо, за да се одржите против ѓаволското лукавство, зашто нашата борба не е против крв и тело, туку против началствата, против властите, против световните управители на темнината од овој век, против поднебесните духови на злобта. Значи, потеклото на сатаната, драги мои, не е библиска тајна. Кога Бог го создал Луцифер, не бил ѓавол, туку херувим, шестокрилен, вели Библијата, заслонувач, шестокрилен ангел, заслонувач, што го пишува во Езекија 28:13, беа направени тапани кавали, на денот на твоето раѓање беа подготвени. Станал, значи, ненадминлив композитор, музичар, би рекол, и хороводач на небесните хорови. На неговата глава било излеано масло на сите Божи благослови и способности. Сам Бог, еве што кажал во Езекија 28:14, и беше помазан херувим заштитник, и јас те поставив за тоа. Не е тајна дека овој распеан ангел станал причина за лелек и пискот на нашата планета, но причината за ова страшна промена не е дадена. Значи, не знаеме зошто и како дошло до таа промена во умот на сатаната. Тоа не ни откриено, Библијата тоа не ни го открива. Гревот нема објаснување, ниту оправдување, причина или извинување. Беззаконието било грев и се уште и денеска грев, би рекол, почитувани пријатели. Горделивоста предизвикала пат на овој херувим, на Луцифер. Љубовта се претворила во омраза, убавината во гордост, а мудроста во безумие. Се исполни со неправда и ти сгреши, херувиме, заштитник, вели пророк Езекија. Од убавината твоја се возгордеа срцето твое, поради богатството твое си ја загоби мудроста своја, затоа јас те соборив на земја, те предадов на подсмев пред царевите. 28 глава, книга на пророк Езекија, 16 и 17 стих. И сега, ајде да се симнеме на земјава, што би рекол, од небото, ове си извештаи за небото, да видиме што се случило во Едемската градина. Во третата глава на прва книга Мојсеева читаме како сатаната го измамил првиот човек или првиот маж и првата жена. Најпрво им наметнал мисла дека она што го кажува Бог не мора да биде вистина. Потоа дрско истапил, обвинувајќи го Бога за лага. Бог им кажал дека ќе умрат ако сгрешат, а сатаната тврдил спротивно. Нема да умрете, вели во прва Мојсеева 3 глава 4 стих.
И последиците денес се многу добро познати на сите нас, почитувани. Затоа Павле ќе запише во Римјаните 5:12, како што гревот влезе во светот преку еден човек, а преку гревот смртта, па на таков начин и смртта премина на сите луѓе преку еден човек, оти сите сгрешија. Сатаната ги одвојува првите луѓе, ги одвоил фактички првите луѓе од Бога, а другите, нажалост, сами се отцепиле. Не мора да се чудиме денеска зошто се случува зло, кога сите сме под капата, би рекол, на ѓавол, зашто тој е кнез на овој свет и управител, би рекол. Ѓаволот има способност да се претвара и да ги мами мажите и жените, младите и старите, преку измислени приказни, како што вели апостол Петар во 2 Петрова 1:16. Драги пријатели, без сомнение, тој е причината за предупредувањето што ни го дал светиот апостол Павле, кој вели за да не земе сатаната предимство над нас, бидејќи неговите замисли ни се известни. 2 Коринќаните 2:11. Сега е миг, значи да му се спротивставиме на ѓаволот. Како? Со наша сила не можеме, но понатаму вели апостол Јаков, покорете му се на Бога, а противете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Јаков 4:7. Нека Господ ни помогне со негова сила да се бориме против таа невидлива сила за нас, зашто сатаната не може да го видиме, неговите дела ги гледаме, но само Бог може да се спротивстави во нашиот живот, да го победиме сатаната заедно со Бога. Еве, тоа беше кратката тема за појавата на сатаната од небото овде на ова земја. Ti si večen Bog,
Драги пријатели, драги гледачи, полека доаѓаме до крајот на ова наша денешна емисија. Пред да се одјавиме, додеме до самиот крај, би сакал и денес да ви понудам бесплатна книга, Библијата, Свето писмо, брошурено издание, значи меко издание што би се рекло, но книга над книгите. Ви ја подаруваме бесплатно, доколку ни се јавите на нашиот дежурен телефон 077-819-828 или ни пишете порака. Значи на нашиот мејл го имате доле на дното на екранот. Слободно пишете ни, порачете за вас, за ваши пријатели, а ние ќе ви испратиме по пошта. Доколку сакате да изучувате Библијата, по дописен пат ви нудиме бесплатен курс на дописната библиска школа. Да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Дојдовме до самиот крај на ова наша денешна емисија Извор на надеж, драги гледачи. Ви благодарам што бевте денеска со нас. Поздрав до сите вас од Македонија кои не следите, но и од соседните земји. Има и во Австралија, во Америка кои не следите, значи секаде ете испраќаме поздрав од нашето студио и ви посакуваме секој добро од Господа и ви закажуваме нова средба да не следите и во наредната емисија. До тогаш останете со здравје. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, Извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.